Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе останете до крај со нас, ќе ги проследите сите оние информации кои што ги имаме подготвено да ги доставиме во однос за проблемите со вашето здравје. Впрочем, затоа и постои оваа емисија, да ве информираме, да ве едуцираме, кога навреме да побарате лекарска помош, каде да се обратите и така натаму. Денеска ќе проговориме малку за новините во физикалната рехабилитација, бидејќи нели секогаш мускулно-скелетните проблеми се некако застапени и најчести кај секој од нас, како и кај помладите, така и кај возрастните. Па одлучивме малку да поразговараме на оваа тема, да презентираме што се има ново во Превентива 99, кој што беа и покровител на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин. Со мене во студиото е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина. Последниот пат кога беше тука најави дека планира да воведе уште некои нови терапии и апарати кои што треба да ги донесе во центарот и навистина тоа се случи, затоа е сега тука да ви ги пренесеме до вас. Добре дојде. Добро ве најдов. Така, драго ми е секогаш кога си дел од Ваш термин, одамна соработуваме и трае соработката се уште. Кога последен пат гостуваше, не знам дали се сеќаваш, меѓутоа вети дека ќе донесеш нови апарати, нели, рече колку ќе бидам во можност, меѓутоа навистина тоа го исполни. Ти благодарам секој пат на поканата, чест и задоволство ми е да бидам во оваа емисија и како што сме ветиле, нели така исполнивме, бидејќи целата медицина, благодарение на технологијата, многу иде нанапред, односно на светско ниво има многу големи центри со инженери кои се насочени во биомедицината, односно напредокот во медицината, бидејќи за жал со овие конвенционални, дел од конвенционалните методи кои што сме запознаени, нели претежно сите пациенти правеле физикална терапија, тие се електротерапии, магнетотерапии, лазеротерапии. За жал, некои пациенти едноставно немаат доволен успех и тоа е еден поттик за подобрување и се има нови апарати кои се воведени во медицината. Секако тој процес трае многу долго, први за да се одобра, за да се испробаат дека се безбедни и што ми излезат веќе да може да се применат и да се прават клинички студии, односно за ефектите на самите апарати, и баш поради таа причина ние решивме да земеме и да се еден вид подновиме, веќе подугачко време, скоро една година стана од кога ги имаме апаратите. Точно, и баш поради таа причина во една година можеме да кажеме и дека веќе забележуваме доста голем напредок во некои моменти на лекувањето, бидејќи сите апарати не се за све и некои апарати, значи со текот на работењето можеме да видиме за кои болести се поиндицирани, односно каде треба да ги премениме, други апарати за други болести, односно да сами како доктори, иако ние имаме протокол за лекување, меѓутоа сепак работењето со пациенти многу повеќе ќе ни покаже како треба да го лекуваме пациентот, бидејќи секој пациент сепак треба да имаме индивидуален пристап. Точно така сакав да кажам, секој пациент е приказна за себе, никогаш не може еден проблем да биде ист кај два пациенти. Точно е тоа. Истото и со лекарствата, истото и со... Истото, кај секого различно делува и третманот и лекарствата кои што ги пиеме и така натаму. Ајде да започнеме вака прв со неврорехабилитацијата. Тоа е нешто што е ново. Тоа е најново, немаме година дена, тоа го земавме во март оваа година. Апарат, тоа е еден од најсофистицираните апарати, тоа се некои 5 до 10 апарати на светско ниво збориме. Ние ги имаме и фотографиите, меѓутоа подоцна ќе ги пуштат од режија, каде што ќе ги објасните накратко. Неврорехабилитација представува рехабилитација кај пациенти после мозочни удари, со мултипла склероза, со состојби здравствени каде што имаме засегнување на мозокот и пациентите не можат да се движат или имаат грешки во движењето, нарушување на шемата на одот, и ние токму со овие апарати, бидејќи овој последниот апарат ние
да речеме најновиот, најголемиот апарат, односно пациентите кои се парализирани, он сам ги придвижува. Имаме протокол на работа каде што пациентот се става во тој апарат и апаратот, ако пациентот не може да се движи, сам го движи. Ако пациентот може да речеме 20% да се движи, тогаш апаратот се намалува. Да речеме 20% пациентот се движи, 80% апаратот, и како би напредувало самото лекување и самата рехабилитација, се намалува учеството на апаратот, а се зголемува учеството на пациентот со цел да добиеме правилен од на пациентите, бидејќи претходно, како што имаме зборувано, имавме неурорехабилитација со робот со помош на раката, значи за горниот екстремитет. Да, тоа го имавме презентирано. Да, сега имавме и вертикализатор. Имаме земено како еден вид точак тиго, меѓутоа тој не е обичен точак, тој е точак каде што се гледа колку проценти едната нога учествува, колку проценти другата, и тоа е интерактивно, односно со игрички, има биофидбек, значи пациентот треба да се движи, меѓутоа и кај тие пациенти каде што имаме нула движење, повторно сам може да го движи, за разлика да речеме од другите точаци, и се води како историја на пациентот, односно се зачувува и можеме да видиме од првите до последните терапии каков напредок има процентот, односно колку проценти пациентот сам се движи, дали левата и десната нога во исто време пак представува еден вид како на кинезитерапија движење. И кога бев на една од едукациите, таа всушност учествувала во создавањето на апаратот, докторе, она физијатар во Германија, и многу убава, имаше како реченица кажано, и рече само со движење може да се поврати движењето. Значи ние кога имаме пациенти што се легнати, што не може да се движат, ние мораме да ги движиме за повторно да им се врати подвижноста. Токму и овој ергејтот, големиот апарат што ги движи пациентите, и му возможуваме на пациентите некаде до 1500 чекори во текот на една сесија, што вака на нас пациентите што сме здрави, 1500 чекори ни звучат не е ништо. Меѓутоа за нив е многу, бидејќи направени се дури и студии некои на гериатриски пациенти, односно пациенти што се во домови каде што, значи, буквално пациентите не поминувале ни повеќе од 500 чекори. Така да еве и за здравите пациенти еден апел дека мораме што повеќе да се движиме, но од друга страна кога имаме пациент кој е легнат, кој е повозрасен, кој е во некаква состојба, само со движењето, само со вежбите може да се поврати пациентот, меѓутоа сите овие ние ги комбинираме сите овие апарати, да речеме кога имаме една хемипареза, односно мозочен удар, имаме засегање и на горниот екстремитет и на долниот екстремитет, така да почнуваме рехабилитација со нога и за горен и за долен. Во принцип, за волја на вистината, бидејќи центрите во мозокот што ја контролираат раката, внатре се пофините движења, многу е потешко да се изрехабилитира за разлика од ногата, и пациентите например побрзо го враќаат одот, многу повеќе рехабилитации треба. За жал кај некои пациенти никогаш ни 100% не се враќа, бидејќи може да имаме и спазам, да се згрчи раката, спазамот се јава поради недвижењето, така да значи има многу работи што може да ги направиме. Од друга страна, нашите терапевти беа на едукација. Едниот терапевт беше на едукација за ПНФ, тоа е баш кај овие спазми, бидејќи ние користиме терапија со ботокс, меѓутоа сепак ботоксот е еден вид, неуротоксин, туку си е неуротоксин. Еве има и методи на поприродна база кај што се намалува спастицитетот кај тие пациенти, меѓутоа секако после проценката се мерат скали колку има спазам, па се решава точно кои методи би се примениле. Кога станува збор за неврорехабилитацијата, кои се здравствени проблеми ги третирате, освен мозочните удари? Знаеме дека има и многу невролошки заболувања. Да, невролошки заболувања како помагате на луѓе со мултиплекс склероза? Со мултиплекс склероза, точно, покрај таа што терапија треба да ја примаат ако се пациентите веќе на терапија, некаква невролошка, они продолжуваат со таа терапија. За жал некогаш имаме состојби на влошување, односно во еден период доаѓа до влошување на болеста. Тука можеме покрај медикаментозната терапија да правиме рехабилитација за да се врати пациентот во претходната состојба. Во некои случаи, бидејќи таа е прогресивна болест, например се прават еднаш до 2 пати рехабилитација неделно со цел пациентот да се подобри. Исто имаме и синдром на Жилијан-Баре, каде што имаме воспаление на нервите, па дел од пациентите се парализирани и тоа
исто го третираме. Имаме состојби после мозочни катастрофи, односно удари, сообраќајки повреди на мозокот, така, да. каде што повторно им треба рехабилитација на тие пациенти. Имаме состојби на малиот мозок, каде што имаме и дискинезија, неможност за движење, имаме и состојби со атаксични, каде што пациентите губат да речеме координација, водот може да одат, меѓутоа не се координирани, знаат да паѓаат и тие третмани се применуваат, меѓутоа рехабилитацијата е основна, бидејќи кај дел од тие пациенти нема друг лек. Да речеме, за жал, кај некои од тие пациенти дури ни рехабилитацијата нема можност да помогне 100%, меѓутоа кај некои од пациентите, бидејќи имаат прогресивна болест, значи да го стопираме процесот, а и по можност кај некои пациенти и се подобрува процесот, така да можат повторно. Значи најважно е пациентите да бидат самостојни, бидејќи тоа што ние според нас што е најважно и на светско ниво е колку пациентот е самостоен, односно сам да може во домашни услови да се обгрижува или повторно да се врати на работа ако е помлад пациент. Кажавте дека индивидуално нели третирањето, меѓутоа колку време е потребно за за рехабилитација на мозочен удар На мозочен удар, во зависност од лезијата, односно колку пациентот е повреден, на која локација е настаната повредата. Од најлесните до потешките случаи. Во некои случаи, да речеме, може 20 терапии да се применат, меѓутоа многу често се прават интензивни терапии од 3 месеци, значи 60 терапии, секој работен ден каде што треба, Меѓутоа многу е важно да апелираме до пациентите, например, многу е порано да се почне рехабилитација на мозочен удар, бидејќи се образуваат нови шеми во мозокот. За да прекинам, сме говореле кога говоревме за мозочни удари со доктор Драгана, дека што порано се почне со рехабилитација, после мозочните удари, нели од кога ќе се стретираат болнички, толку побрзо ќе дојде до резултати. Професорката кај во клиниката на неврологија, кај професорката, исто така они прават рана рехабилитација, односно пациентите се обгрижуваат таму од физиотерапевти, се вертикализираат во зависност од нивната состојба и штом ќе излезе во зависност од видот на ударот, кога пациентот е кардиоваскуларно спремен, односно немаме проблеми со хипертензија, немаме крварење, веќе на после еден месец, па и месец и пол веќе пациентот треба, и за тоа го кажувам како еден, ние можеме и до 2 години да ги рехабилитираме, меѓутоа сепак е многу важно да ја направиме правата шема на движење, бидејќи ние се соочуваме со еден проблем, пациентот бил рехабилитиран или некако дома сам си почел да се движи, после имаме сгрешена шема на одење, пациентот не користи правилно патерица, да речеме, не користи правилно дубак или не користи правилно помагало, бастун, или грешно оди, потоа многу е потешко да се таа шема да се избрише за нова. Многу е полесно кога имаме, ајде да речеме, еден бланко чист простор за да го направиме како што треба, него после кога ќе треба да ги исправаме веќе проблемите што се за жал настанати. Так. Ајде тука ќе побарам од режија исто да ги испишат броевите на екранот и оние кои што не следат, ако некој сака да постави некое прашање во однос на сите овие проблеми за кои што говориме, може да се приклучи во нашиот разговор и секако доктор Симона е тука да даде насоки. Исто така сте единствен центар за постпородилна рехабилитација. Што би значило тоа? Тоа не е нешто ново, бидејќи со дел од апаратите кога ги земавме во нив и влегоа и програми, значи на светско ниво, дел од едниот апарат ни од Франција, и они многу работат постпородилна, дури рана постпородилна, меѓутоа и женска рехабилитација, односно збориме за пациенти кои имаат опуштено карлично дно, значи за да се стегне дното. Од друга страна, они дури во странство работат и кај мастити со овие апарати, односно воспаление на градите како после по време на доењето, и они ги третираат, бидејќи со таа едната терапија, тоа е текар терапија, настанува топлина и тие дуктуси, односно каналите од градите се отвараат и млекото да може полесно да истече, за да не да се избегнува пиењето на тие антибиотици, воспаление. Од друга страна се третираат и раните постпородилно, односно се третираат раните со царски рез, за раната убаво да заздраве, за да биде ткивото еластично, односно да не се направат фиброзни ткива и секако да го стегнеме тоа карлично дно, меѓутоа и да ја вратиме таа диастаза ректи, односно тоа отварање на абдоминалните мускули, што е природно. После пораѓајот им треба на време на жените да ја се врати, меѓутоа во некои случаи некои никогаш и него ни враќаат. Е точно дел од овие апарати како текарот, како индуктивниот магнет ни помагаат во
во тој дел, еве да апелираме, пошто после добивме многу прашања од пациентките, нели, кога може да почне, штом ќе прекине крварењето, веќе може да се примени таква терапија. Јас, нели, бидејќи сум мајка од пред 3 години, значи се соочив, да речеме, со постпородилно, немавше одговор на некои, нели, од прашањата што јас лично си ги поставував, па баш поради тоа и се насочив, бидејќи немаме некој центар што може да ги насочи од она што собствено како искуство сте го доживеале. Не знаеме, јас бидејќи бев со царски, како да се третира, после колку време, па раната како, па ако ти се искомплицира со раната, мислам, за среќа немав, меѓутоа сите тие прашања што, нели, си ги поставуваме, а во странство веќе имаат протоколи како да ги работат, и мислам дека е многу полесно кога има некој да помогне и да им даде насоки на жените, бидејќи сериозно, да, ние се соочуваме со еден тежок момент, посебно, нели, постпартумот, каде што имаш хормонски дисбаланси, каде што го доиш детето, си посветена и некако не се обрнува жената ретко внимание на себе, меѓутоа за жал потоа имаме некакви други проблеми, односно имаме инконтиненции, имаме, нели, инконтиненција народски, нели, што го викаат пациентката да не може да додржува урина, да, неволно мокрење, поради тоа што не е стегнато пелвичното дно, треба и вежби за пелвично дно, треба и со рехабилитација. Дали тоа само се случува кога се прави царски рез? Не, значи со природно, да, не, царскиот рез не е индикација за ова баш природното породување повеќе. Да, меѓутоа ние имаме и некои пациентки кои имаат неволно мокрење и после години, да речеме, родила пред помине подолг период, ослабува мускулатурата, не ја направиле таа рехабилитација постпартум и веќе последно дете, второ дете, ретко кој од, да речеме, повозрастната популација 5-6 години се бави со некоја физичка активност, не збориме за домашната, нели, работа, туку збориме за физичка активност и се соочуваме со неволно мокрење, па пациентките треба да прават операции, се ставаат прстени и други работи, а реално можеме на поприроден начин да го решиме. Секако таму има критериуми, ако нема, нели, пад на матката, можеме да примениме дел од тие, меѓутоа ако има пад на матката, веќе тогаш треба консултација. Секако треба консултација со гинеколог, нели, и ние сме веќе во координација со некои од гинеколозите за, нели, да им препорачуваат на пациентките. Што понатаму. Интересно на вистина, уште повеќе што сте единствен таков центар. Постои кај вас и диспорт терапија за мускулен специфитет. Што би значило тоа и за кои проблеми се применува? Тоа се овие проблеми што ги кажав. Диспортот представува ботокс, нели, по народски кажано, значи тоа е ботулинов токсин, тоа е кај оној спазам мускулен што се јавува на мускулите после некои невролошки состојби. И меѓутоа, значи, она што го говоревме, се извинувам, она што да прекинувам на почетокот за неврорехабилитацијата, не е само тоа, туку тука влегуваат и дополнителни терапии, една е тоа е со инекција, се внесува токсин во мускулот за да се релаксираат мускулите, за да може уопште пациентот да се придвижи. Бидејќи имаме некои пациенти кои што не може да се стават на апаратите, што има преголем грч, и тој грч не спречува воопшто да го направи движењето пациентот, во тој случај ќе се аплицира. Значи, се прави оваа терапија со ботулинов токсин, чекаме, да речеме, 2 недели од прилика ботоксот треба, па потоа се продолжува кон терапијата со тоа што ботоксот можеме да го примениме и кај мигрени. Исто така многу важно да споменеме дека го работиме и кај мигрени, на повеќе точки се аплицира, покрај на челото, од страната, на вратот, бидејќи многу често, нели, тие спазмите во мускулите што се јавуваат предизвикуваат болки, главоболки и, да речеме, некои од пациентките стварно имаат намалена конзумација на лекови за главоболки, претежно оние главоболки кои идат од цефалично ниво, односно од проблеми со вратот. Секако вратот би требало да се третира, меѓутоа да се намалат. Имаме, например, пациентки што пријавија дека имаат намалување, значи да пијат 2 до 3 пати месечно таблети, а претходно користеле 4 пати неделно, што е драстична разлика. Сепак ќе кажеме, секоја терапија е индивидуална и дека не може по секој начин, не секоја мигрена се третира со ботокс, секако е потребно невролошки преглед да се одреди видот на мигрената и потоа да се пристапи кон, нели, апликација на тој токсин.
Освен за невролошките проблеми, диспорт терапијата за кои се други проблеми ја применуваат? Кај нас само за тоа се само применува за тоа? и за главоболки или мигрената. Ние Значи само за овие за овие две, а проблеми. веќе колегите нели што се бават со естетска медицина, тие си применуваат за разубавување, меѓутоа тоа не е во нашиот домен на движење. Така, денес е многу актуелно. Да, исто така можеме да примениме, само да кажам, и кај ботокс, кај проблеми со мускулите, со премногу гризење, нели стегање на вилицата, и се случува исто мигреното, и тога се аплицира од страна кај вилицата, зашто и ефект се постига малку, нели намалување на, да речеме, мускулите и стенчување на лицето, меѓутоа ефектот да не доаѓа до притисок на забите. И бруксизам, нели, крцкање на зъби, тоа повеќе кон стоматолошки, ама уз тоа се предизвикуваат и главоболки, баш поради тоа стегање на мускулот. Ова прв пат го слушам искрено. Декомпресијата веќе ја имате од поодамна, сме говориле за неа, меѓутоа никогаш не е на одмет повторно да се спомене. Декомпресија, апаратот, како што каже, функционира, претпоставам дека тоа е за проблемите со кичмениот столб и со вратниот. Сорбетниот столб и со вратот се применува најчесто кај дискус херни, меѓутоа имаме добри резултати и кај други состојби, односно имаме исто така проблеми кај пациенти што имаат вртоглавици, односно поради таа тој ние викаме вертигенозен синдром вртоглавици или цефалоцефаличен синдром и главоболки и вртоглавици, па со ослободување на тие притиснати делови што биле, се подобрува циркулацијата и пациентите немаат тоа движење. Секако се прави проценка дали, бидејќи вртоглавицата може да биде и од ушите, може да биде и од централно ниво. Центарот за рамнотежа. Да, центарот тоа е кон оториноларинголошкиот, меѓутоа и централно ниво, збориме од ниво на мозок, така да многу е важно да се направи преглед и дистинкција за се открие кој тип на вртоглавица се јавува, бидејќи тоа не е баш сега имаме вртоглавици и ние да си седиме, нели, да си правиме, потребно да се направа тестирање од страна на доктор, да се види дали е централно, дали е периферно, дали обично ги прават тие тестирања? Значи, ние како доктори можеме да го направиме прегледот. Ако видиме дека е на централно ниво, ќе се прати на невролог. Ако видиме дека е некој од центар за рамнотежа од ушите, да речеме ги праќаме на оториноларинголози. Ако е проблемот од вратот, тога се третира кај нас. Значи, мислам дека било кој од докторите, дали физијатри, дали невролози, може да направат дистинкција кој зашто и да се да го насочат пациентот према соодветната установа или специјалност каде што би требало да се третира, бидејќи прават вртоглавиците една нестабилност, неквалитетно живење, пациентите дури дел од пациентите имаат и панични напади пошто почнуваат да се плашат да искачаат од дома поради, нели, така, несигурност, имаат и страфи при улици, поминувања, нели, како така, да не им се случи нешто и мислат, претежно не губат свест пациентите, меѓутоа они многу стресно го доживуваат и не дај Боже било кој од нас да сме пациенти исто така би реагирале. Така. Апаратот ќе го покажеме подоцна, ќе го видиме, меѓутоа дали кога за време како ја одредувате терапијата, нели, треба претпоставам тој апарат да се да му се даде некој програм што ќе биде да. Имаме ние протоколи за работа, значи бевме на едукација. Еден од едукаторите беше во Македонија, бидејќи имаме повеќе такви апарати и за да ни држи баш во нашата ординација ни држеше едукација на терапевтите за фиксација како да се намести пациентот. Параметрите ги имаме, тие се значи протоколи што се користат на секаде во светот. За сите исто се не е за сите исто, значи сепак од пациент до пациент има од диагнозата? Од диагнозата, од големината на пример на дискот што се јава, колку е голем дискот, колку терапии ќе се направат и со која јачина ќе се оди, сепак и од телото на пациентот, зависи од мускулатурата, значи сепак за тоа викам дека доктор треба да направи проценка и еве да речеме јас во ординацијата скоро цело време сум таму. Ништо не правам без вас. Да. Без ваша консултација ништо. Не, бидејќи нели да не настане некој проблем, сепак јас си го и тоа е добро да е така. Си го водам пациентот за да можем да си ги следиме ако има некои болки, некои нелагодности, да може да се смени начинот на третирање, затоа на пример на 5 дена се прават контроли, ако пациентот нешто не сме задоволни да се проба со некоја друга метода или да се види каде би можело и што би можело да се даде, значи имам
многу модалитети во физикалната, па имаме у крајен случај инекции, имаме инекции што се ставаат и во зглобови и блокади, нели народски што ги вика, што може да им помогне на пациентот бидејќи нели после на почетокот кога доаѓаат и после викаат сега можам да ја преспиам нели вечерта. Вака колку нели наивно звучи, меѓутоа квалитетниот сон е многу важно нешто за пациентите и за сите нас и многу е важно значи да можеме да се вратат во повторното нормално функционирање во врска со декомпресијата. Кои диагнози да ги наброиме? Значи, ја најчесто ја користам дака и дискусхернија, меѓутоа и кај спондилозни промени, спондилолистези, пролизгување нели на дел од пршленските тела, меѓутоа многу е важно, јас тоа им го напоменувам на пациентите, правилната диагностика. Значи, таа не е наивна метода. Значи, мора да се направи правилна диагностика, односно соодветни снимки што ние ќе ги побараме кај жени во определена возраст, се бара и DEXA скен, односно скен на коските, бидејќи коската не може да ја види густината, коската да ја издржи некој стегноње, тогаш или треба да се приспособи кон помали или како метода конкретно, значи да се избегне и да не се. Така да за тоа викам дека сепак све индивидуално и треба да се има индивидуален пристап на пациентот, ама и многу добра диагностика. Да може да се види каде, бидејќи има случаи каде што е контраиндицирано и нели ние како лекари знаеме кој каде е индициран и каде е контраиндициран. Затоа не е наивно да се прават декомпресии без соодветни снимки. Текар терапијата што подразбира и каде се применува? Да, текар терапија е таа терапија со, да речеме, најдлабока топлина. Таа терапија ни представува една терапија каде што поминува единствена терапија каде што цела топлина поминува преку целиот дел од ткивото, односно и ја загрева и коската, поминува длабински, значи не работиме за разлика од другите електротерапии, струите, да речеме, поминуваат по површно во телото и не може да навлезат. Ова е една терапија каде што буквално од едната до другата сонда поминува комплетно и да речеме многу добро ни помага кај овие спондилозни промени, односно каде што пациентите имаат спондилоза бидејќи го загреват ткивото, ги омекнува мускулите, меѓутоа и одлични резултати за сега мислам дека по мој избор број 1 така, од она што досега сте го применувале. Руптури на тетиви, таму каде што имаме кинење на тетивата бидејќи единствено тетивата нема многу крвоносни садови, она затоа и така не се регенерира. Јас секако правам еходиагностика, која ќе се види, има случаи каде што мора да се прави операција. Во зависност од локацијата, од големината на руптурата, се решава дали ќе се оди кон конзервативно лекување или ќе се оди кон оперативно лекување, од кое ќе се одреди типот на лекување. Многу често правам комбинација, значи со текар терапија и до сега стварно добри резултати. Секако ниту една терапија не е 100%, мислам да бидеме јасно. Да, и како што кажавме, секој различно делува. Меѓутоа, во моментот одлично, посебно текарот ни дава добри резултати, многу навистина се задоволни пациенти со проблеми цервикални, со вратот и спазамот во мускулите многу го опушта, односно тие грчеви, тие чворчиња на мускулите, нели што ни се јавува, стварно навистина многу добро делува. Нашиот апарат е во комбинација покрај текар терапијата. Значи за нашава стресна работа, каде што не боли многу вратот и каде што сме цел ден над компјутер, значи текарот добро ќе ни дојде. Текарот е одличен со тоа што има и внатре уште неколку модалитета, има и електростимулации, односно може да делуваме да ја јакнеме мускулот покрај тоа што го пуштаме, може да направи при акутна фаза да ни делува и на намалување на болката, таму има TENS, исто тип на терапија во истата комбинација. И друго многу интересно што текар терапијата во нашата ординација имаме повеќе, како да речеме, приклучоци и еден приклучок е сестава на ракавици на терапевтите и они преку масажата терапијата навлегува внатре директно во пациентот. И единствено нешто кај што ти не држи сонда, туку буквално преку рацете на терапевтот, бидејќи јас сум била пациент, нели, ја чувствуваш топлината како навлага внатре и секако тоа се одредува, не смее да се оди ни со премногу голема топлина, дури можеме и да ја водиме како атермичка процедура, односно и кај пациенти што имаат метал, можеме да ставиме дел од терапијата бидејќи има два, значи ќе се намали комплетно на нула температурата, значи ќе го има ефектот од текарот, а нема да ја зголемува температурата. И искрено пред да ја земам, значи нели не бев до толку убедена, меѓутоа од кога ја земавме веќе како терапија, значи не мислам дека требаше и порано да се земе.
Шок вейв терапијата, веќе сме говорили, таа е нешто слично за оно што досега говореше во однос на проблемите со вратот, спондилозата. Да, меѓутоа таа има најголема примена покрај тригер точките, исто точките кај што имаме спазми на мускулите, имаме одлични резултати кај калцификати. Значи тоа е број 1 терапија за кршење народски, нели, на калцификати што се вика. Или оние чворчиња што ги велиме ние. Да, тие можат за тие чворчињата сега беше едната терапевтска исто на едукација, таа е терапија со драйниделинг, односно со суви игли. Ќе ги видиме фотографиите. Тие се како еден вид на оние акупунктурни игли, меѓутоа акупунктурните игли се многу мали, а овие се подугачки и навлегува внатре во мускулот, точно кај чворчето и буквално го боцка и многу интересно има твич мрдање, каде што буквално се ослободува мускулот. Сега да речеме малку е понепријатна процедура за разлика од текарот, после тоа боли. Не, потоа има болка, сега и секако контраиндикација ако пациентите се плашат од игли, да. Тогаш нема, меѓутоа тие се многу тенки игли, значи во како акупунктурни се. Оние што што се не се воопшто како иглите, нели што ние ги користиме за боцкање, Така да, меѓутоа од друга страна кога имаме толку голем спастицитет, мораме да примениме методи, значи грч, зборам ако веќе навистина е потребно, мора да се издржи. Веќе работиме и можам да кажам дека пациентите доста им се олабавува, меѓутоа ја никогаш не идам само како монотерапија со тоа, туку ја комбинираме со други терапии, бидејќи претежно спазамот на мускули се јавува како последица од нешто друго и ние ако го решиме само спазамот, а не сме го решиле главниот проблем, да речеме спондилозата, дискус хернијата, оно пак ќе се врати, така да можеби да се ослободи спазамот, а потоа да се третира главниот проблем, а не само симптоматски да се лечат. Индуктивната терапија? Тоа представува индуктивен магнет, тој од класичниот магнет едно 3000 пати поголем, појак. Да речеме, ние со претходните магнети работевме на милитесли, а ова збориме за Тесла. Значи тоа е 1000 пати, нели са кој физика има, му текната 1000 војачината 1000 пати, меѓутоа и самиот тој на херци и плюс самата програма е многу појака и еден пак е тој магнет што навлегува во телото, многу појак ефект дава за разлика од обичниот магнет. Обичниот магнет е атермичка процедура, односно таа може да се применува и кај метал, додека оваа не може, бидејќи ствара навистина многу појака, меѓутоа сме многу задоволни, бидејќи единствена метода кај оние пациенти, ајде да речем, што до некаде се мрзливи или немаат можност, може да ги јакне мускулите и имаме одлични... Кој што не сака да вежба. Да, не би рекле дека ние би го ставиле кај пациент што не сака да вежба само, повеќе на шега го кажа. Да, би го ставиле кај пациент кој примерно некои движења му предизвикуваат болка и сега ако имаме ние болка, што му е тешко да ги направи. Да, имаме болка во коленото и пациентот не може да вежба и сега ова на некој начин го присилува да го прави тоа. Не го присилува да го прави, туку го јакне мускулот, бидејќи пациентот ако почне да вежба, болката во коленото уште повеќе ќе му се зголеми и ќе направиме контраефект, односно може да настане оток во зглобот што не сакаме да се јави. Го ставаме магнетот го јакне мускулот, соодветно мускулатурата не паѓа, не се доштетува коленото, а ние би делувале на... Сакате да кажете со зајакнување на мускулатурата, тогаш и движењето ќе му биде подобри, а од друга страна покрај што јакне мускула може да делуваме и директно и на самиот зглоб и на зглобната капсула. Има различни програми, а одлични резултати до сега можеби најдобри ни даде и за парализирани нерви. Односно оние пациенти кои поради некаква повреда или поради притиснат диск или поради повреда на нервот има оштетување на нервот и некое движење не можеме да го добиеме, односно не може пациентот да оди на прсти, на пети, не може да ја стиска, го аплицираме и да речеме за 5 до 10 терапии буквално пациентот почнува сепак ќе кажам зависи од случајот, меѓутоа имаме доста позитивни резултати, исто се користи кај дискус хернија, кај проблеми со болките во да речеме во рамо, во колкови исто ни дава, бидејќи колкот е сепак подлабок зглоб и ни треба повеќе да речеме појака терапија за да навлезе. Така да, пример кај колковите, кај коксартроза, оштетување на зглобот на колковите, го користиме комбинација текар терапијата, бидејќи кажав дека е длабинска, прокрвува, прави подобрување, се оптега рскавицата,
тоест капсулата и се подобрува рскавицата до некаде, не дека можно е целосно, бидејќи нема обновување целосно на рскавицата и да речеме се применува индуктивниот магнет во зависност дали во акутна или во хронична, а во некои случаи аплицираме и PRP, например во зглобот. Значи, навистина, колку се работи, знакашавте, а јас бев кај вас, имав еден мал проблем ова лето и навистина делувате како еден вистински центар за физикална рехабилитација. Навистина ти честитам што навистина се трудиш секогаш она што е добро за што го има надвор, што го нема кај нас, нели, а што може да им помогне многу на сите оние наши граѓани, гледачи, пациенти ваши, да си ги решат проблемите. Сега ќе побарам од режија тука да го пуштат видеото, за да, нели, и преку слика ги видиме оние методи. Еве, тоа е текар терапијата за која што говореше, така? Да. Ова е за таа содлабинската топлина што ја спомнавме терапијата, така да одлични, нели, резултати давајќи руптури на тетивика и намалување на спазамот на мускулите и преку сондата и со масажа на терапевтот настанува улабавување на тој спазам и подобрување на циркулација во таа област. Ова е тој индуктивен магнет што кажав дека е, да речеме, 1000 пати појак од другите, да. Што говоревме, да. Тој знае да даде некогаш болки па пациентите така да се исплашат, да. Меѓутоа после поминуваат после еден ден, а кај не и се чувствува ефектот во зависност од протоколот, некоја се прави еден ден, некојаш преку еден ден во зависност што сакаме да третираме. Добро. Ова е, нели, декомпресијата. Во случај има некоја пациентка. Вака изгледа апаратот за сите гледачи кои не следат. Ова е со лумбална, меѓутоа може да се стави и цервикална и тука се третираат претежно лумбални и цервикални проблеми, во некои случаи и торакални, меѓутоа тие се потешки торакалните за работа, бидејќи го имаме градниот кош и малку потешко можат. Еве методата не треба да представува некоја преболна метода, многу важно. Не се чувствува ништо? Се осеќа стегнувањето, посебно последните денови, бидејќи се зголемуваат параметрите, се чувствува. Ова исто така е шоквев терапијата, да, таа е терапија, нели, сударни бранови, каде што настанува намалување. И за рамо се применува така. Па најчесто број 1 се применува кај калцификати од сите видови, дали калцификат на рамо, дали калцификат на петен трн што го викаат во петата, па имаме и кај ахиловата, и кај калкарот доле, па знаеме некој пат и други калцификати што се како повреда на мускули, таму да применуваме. И еве го ова што е. Поспородилната, да, меѓутоа овдека се вклучени и вежби за пациентките и секако и дел од овие веќе споменатите методи како текар индуктивен, бидејќи кажав ова кога се зајакнува мускулот, можеме исто да делуваме и на мускулите на пелвичното дно, односно тие се долниот дел, нели, на и се зајакнува и тоа, така да ги користиме сите работи, а текарот исто така и е одличен за здравување. Ова е тоа што го зборевме со игличките. Да, ова е со Dry Needling, ова е нашата терапевтка, она беше на едукација на Dry Needling, Викторија, и веќе го применува и овој дел, нели, за намалување на спазамот на мускулите и на тие чворчиња што пациентите, нели, ги чувствуваат, да речеме во вратот, меѓутоа многу интересно што и во лумбалното ниво има и на некои места каде што може не сме осекале. Од друга страна исто Dry Needling исто и тој се применува кај мигрени со сличен ефект како на ботоксот, бидејќи ги релаксира, нели, мускулите. Значи, може и таму, може и во долниот дел во рбетот, например, кај пириформисот мускул што е длабоко, тежок за работа, нема како да го добиеме, меѓутоа и други. Еве, ова ни е текарот, еве, со сонди, меѓутоа имаме ние многу видови на сонди, поголеми, помали, имаме и како сонди во зависност и за поповршинска работа, например, за подлабинска, односно во зависност што сакаме да третираме, што за тој беше изборот, падна на тој, бидејќи добиваме. Што е проблемот тебе на фотографијата? На фотографијата, бидејќи е ставена неутралната, веројатно некој дел со коленото и со горниот дел од ногата. Ова може да е некоја повреда на мускулот или на коленото што ми има. И сега сите оние точки каде што се работи, белата лепенка, таа и таа представа и другите две, значи таму има најмногу, таму има најмногу. Меѓутоа ова е без ракавици, ова е со сонди, а со ракавиците директно можеме и можат и терапевтите да делуваат, ние викаме мобилизација, односно да го истегнуваат зглобот, а во исто време и делува ефектот на терапијата, додека со другите методи немаме како, нели, имануелно да работиме и да се пренесе ефектот, значи како две во едно. Нида.
Не знам, еве имаме уште една. Ова е неурорехабилитација, тој големиот апарат да, што го подига пациентот. Првото што го говоревме. Да, горниот дел, долниот дел и е тоа со раката. Не се гледа баш добро од телопот, добро. Да, со раката, значи со шаката, со лактот. Тоа да, што го имавме веќе презентирано еднаш. Да, и тука фалат уште некој како тигото, како вертикализаторот, меѓутоа нели единствен целосен бидејќи нели и горниот и долниот екстремитет се рехабилитираат, што не беше уште од 2000 тамо од 18-та, нели наша цел и еве најпосле се оствари. Така. Мислам дека толку се фотографиите. Ова е диспортот, да, ова е за спастицитетот, нели како би се аплицирало. Да, значи тоа е оној ботокс класичен, меѓутоа се одредува на кој мускул колку би се аплицирал. Како точно знаете каде да подехо. Па тоа сакам да прашам, бидејќи секој ќе се праша сега како ќе се погоди тоа место. Да, значи многу е важно за тоа и нели, значи уште од кога започна целиот овој процес. Први гледате со ехо, па потоа се внесува, да, јас и кога аплицирам некаква инекција, да речеме во зглоб, секогаш аплицирам под ехо, бидејќи направени се научни студии каде што дури во Америка баш читав од ортопедски хирурзи каде што имаше некои 70%, значи не баш точна апликација на местото, бидејќи кога не гледаш каде точно иде иглата, не можеш да знаеш точно каде нели влегува. Затоа најдобро е да се гледа, посебно еве кога спомнав PRP, да речеме PRP-то го ставаме во колено, меѓутоа го ставаме во колкот. Сега колкот има огромни крвни садови, значи што можат ако се засегнат, значи да заврши многу трагично. Поради тоа треба да се гледа по дехо, да се знае точно каде се става за да се избегне ризикот од грешка, за да знаеме во кој мускул аплицираме, не дај Боже да нема крвен сад, бидејќи еве конкретно за ботоксот тој е токсин, тој не смее да навлезе во крвни садови. Така да мораме да внимаваме и најубаво не по моје мислење, на ниво на светско ниво, секогаш кога аплицираме лекарства, сега не зборам за лекарства мускулно, нели, обичините, туку останатите лекови да се аплицираат по дехо за да се избегне човечката грешка, бидејќи кога го гледаш каде точно влегува, не можеш да, а додека кога боцка слепо, тоа не се вика слепо боцкање, секогаш може да настане грешка и лекот да не попадне на соодветно место, пациентот да нема ефект или уште полошо да направи некоја компликација, не дај Боже. Симона, сега комплетни ли сте? Или уште нешто може би фали? Па сега се може секогаш уште нешто. Што да можеме да ги најавиме или сега за сега да видиме со ова, па понатаму здравје Боже, еве и едукација имаме уште некои терапевти наши што ќе идат и јас што ќе идам на некои едукации, па се надевам уште подобри да станеме во работењето, ама тоа ќе оставиме здравје Боже кога ќе стигне времето. Моментално сме во еден период каде што се активираат сите мускулно-скелетни проблеми и заболувања, зашто најчесто сега ви доаѓаат за помош, дали е можеби за спондилозата и за дискус хернијата? Сега претходниве, вртоглавици имавме доста голем период со овие промени на атмосферскиот притисок што се случува, пациенти имавме баш едни 2 недели така упорно со доста големи вртоглавици, меѓутоа се третираат и медикаментозно и со терапии и мислам да се обратат нели пациентите без разлика каде да се обратат кога имаат некакви проблеми, а нели препораките така постарите и сега нели при промена на вакви времења септември, октомври, март може да си одат на физикална терапија чисто за да си се одржува. Ние секогаш кога сме говореле во однос на физикалната рехабилитација, значи оние кои што ги имаат сите овие мускулно-скелетни проблеми во однос на дискус херни, дископати и сите оние други нели работи, треба 2 пати во годината да практикуваат тоа физикална. Тоа се некои стари нели препораки на времето што остана, меѓутоа сепак сега и индивидуално во зависност барем еднаш во годината треба. Да, меѓутоа имаме и проблем кај пациенти што имаат големи на пример дискус херни, тогаш што не може да доаѓа 2 пати, тогаш што треба упорно да се оди и да се направи контролна магнетна резонанса за да се види дали е апсорбиран дискот. Во тој случај не можеме да кажеме 2 пати, од друга страна имаме пациенти со некои минимални повреди, да речеме руптура на мускул, ке го истретираш, 5 терапии, значи пациентот е добар и нема што од диагнозата и од индивидуалното на пациентот. Затоа е многу важна и диагностиката за да знаеме со што се занимаваме. Ти благодарам многу, мислам дека навистина убаво и се објаснивте во однос на она се што
Превентива 99 нуди како услуги до нашите гледачи, до вашите пациенти или од оние едни пациенти кои што ќе посакаат да појдат кај доктор Симона. Навистина сте го примиле центарот број 1, што се вели. Ви благодариме, се трудиме бидејќи нели нашата желба е што повеќе пациенти да се вратат у нормалните животни функции и да живеат живот без болки, да го подобриме квалитетот на живењето. По можност нели да ги сите проблеми навистина се отежнува. Да, по можност да ги следиме светските трендови во медицината, да се подобруваме и да си бидеме нели најдобри верзии на себе, односно не можеме ние да очекуваме дека ќе седиме само со едни апарати и дека ќе бидеме нели најдобри. Мораме да инвестираме и во апарати, меѓутоа и во знаењето, бидејќи знаењето и да ги имаме апаратите, ако го немаме знаењето. Докторите учат цел живот. Да, така е. Бидејќи секогаш излегуваат новини со кои што мора да бидете во тек. Ти благодарам уште еднаш, се надевам во некое следно издание ќе проговориме пак конкретно за еден проблем, па убаво да го образложиме до нашите гледачи. Ви благодарам секој пат на поканата, многу ми е задоволство. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Еве, се надевам дека сите овие информации кои што ги доставивме во однос на сите проблеми со мускулно-скелетниот систем, па и невролошките проблеми, па и еве Центарот за постпородилна рехабилитација, навистина многу новини во Превентива 99. Секогаш потенцирам дека ако сакате да стапите во комуникација со доктор Симона, можете нели да се јавите во нашата телевизија, да го добиете нејзиниот број, односно бројот од центарот и може да се закажете средба. Ве оставам во добро расположение, имајте добро здравје, а ние се гледаме за 7 дена во исто време.